Лани банките во Управата за финансиско разузнавање пријавиле 152 сомнителни трансакции поврзани со перење пари. По направените проверки, меѓу другите во Македонија е замрзната сметка од 3,6 милиони евра, а на друга македонска фирма во Монако и се блокирани 8,2 милиони евра. Овие информации се врела вода врз довербата на граѓаните во институциите кои се борат со криминалот во државата, зашто, освен последниот случај рекет, очигледно имало и други. По сите случувања до сегашната слика, колкова е сега довербата на граѓаните во институциите кои се борат против криминалот? Да те кажам, не многу. Не верувам. Самиот знам дека што да кажеш нема да ќе ти излажат. Нема, затоа не верувам. Оти не са ажурни за тоа. Немам доверба. Ја у последно време у ништо немам доверба. Ни у права, ни у институции, ни у здравство, ни у ништо. Следењето на сомнителни трансакции е обврска на многу институции, но првото прашање е како овие фирми или поединци дошле до милионски суми во евра. Второто прашање е што ако поедини институции се должни, а не пријават одредени трансакции. Например, лани, ништо сомнително не пријавиле македонски пошти, приватни штеделници, менувачници, сметководители, адвокати. Од тука второто прашање е дали толку голем криминал е можен без подршка на политиката? Не се никако реални и не се искрени. Не се искрени. Доека да го ставиш на функцијата, после тоа и изгуби се се тоа што треба да биде реално. И што ќе имаш поверба до нив? Земе, например, Ранева, Катица, Декет, она е на Октополо, второ место. Земе го Оливер Спасовски. Не води истрага без јавното обвинителство да му нареде. Значи, сите се за преткани работи. Овој став на граѓаните на исто место ги става криминалот и политиката, што со други зборови значи дека тие многу често се тесно поврзани и зависни едни од други. Доколку во такви случаи не профункционира државата со сета ригорозност, тогаш проблемот е навистина голем и тој се решава на повеќе начини.